Ке стане ли мобилниот телефон нов паричник? Како ќе изгледа плаќањето после 10 години? За оваа тема разговараме со главниот извршен директор и председател на управниот одбор на КАСИС Филомена Пљаковска-Аспровска. Филомена, добредојдовте во емисијата Финсайт. За почеток, што е КАСИС и колку е важен за платниот промет? КАСИС е независен процесор за електронски плаќања и сертифицирано биро за персонализација на платежни картички. Нашата улога за банките и платежните институции во Македонија и во регионот, бидејќи работиме и регионално, е да обезбедиме континуирани услуги во доменот за процесирање на трансакции со картички, персонализација на картички, поддршка во функционирањето на АТМ и ПОС мрежите на банките, услуги од доменот на електронска трговија и слично. И тоа е се согласно меѓународните PCI стандарди. Зошто е важна нашата улога, бидејќи во текот на обезбедувањето на овие услуги треба да обезбедиме постојан континуитет, меѓутоа и услугите кои што ги обезбедуваме да бидат согласно PCI стандардите. Замислете кога одите во продавница или кога вадите пари на банкомат, очекувате во секое време таа услуга да ви биде достапна и тоа е таа инфраструктура со која што ние управуваме и менаџираме во позадина, односно обезбедуваме континуитет во услугите за банките и услугите кои што банките ги даваат на своите клиенти. Може да се каже дека ова од самата природа на работата, да се каже дека оваа инфраструктура е критична, меѓутоа не само во доменот, нашата улога не е само во доменот на процесирање на трансакции и персонализација, туку ние сме дел и од ИКТ заедницата во државата и во регионот и при тоа директно придонесуваме за зголемување на дигитализација на државата, а исто така и за поддршка во введување на нови технологии, како што е во поново време вештачката интелигенција. Она што би сакала кратко многу да го споменам е дека оваа година славиме 25 години јубилеј од постоењето на нашата компанија. За сите овие години постојано растеме, воведуваме нови услуги, стекнуваме нови клиенти, настапуваме на нови пазари и остануваме доверлив партнер на нашите клиенти. Честитки за јубилејот. Ја споменавте дигитализацијата и развојот на вештачката интелигенција. Колку со развојот на дигитализацијата плаќањето, односно ќе стане замена мобилниот телефон, ќе стане нов паричник? Се менуваат ли навиките и свеста кај граѓаните? Па навиките не се менуваат преку ноќ. Меѓутоа, факт е дека веќе мобилниот телефон има многу поголема улога отколку само уред за комуникација. Со сите достапни апликации кои што ги имаме на самиот мобилен телефон, без разлика од кој бренд, веќе имаме апликации со кои што можеме да плаќаме, да вршиме автентикација, да си ги следиме своите онлайн плаќања и слично. Значи сите овие функционалности, освен што ги носи технологијата, бидејќи се веќе достапни за корисниците, едноставно се менуваат и навиките и потребите на корисниците. Ова особено е изразено, ајде да речем, кај помладите генерации, кои што сакаат многу едноставно, со многу добро изразено корисничко искуство, сигурно да бидат да ги добијат особено услугите во платежната сфера, без да одат во банка и слично. Меѓутоа, сепак има целиот платежен сектор треба да биде инклузивен, односно треба да имаме во предвид дека не сите граѓани имаат исти афинитети кон дигиталните алатки, исто знаење или па доверба во дигиталните канали. Па од тука некако ќе се надоврзам дека мобилниот телефон веќе преминува во дигитален паричник, меѓутоа сметам дека и платежната картичка како пластика се уште ќе остане и ќе функционираме во еден хибриден модел каде што ќе имаме повеќе платежни инструменти кои што ќе можеме да плаќаме и да извршуваме одредени Кај постарата популација тешко се менуваат навиките? Па тие се прилагодуваат кон новото време на дигитализација? Одеше потешко, меѓутоа ковид пандемијата смени многу. И кога нешто мора да се направи, кога на нешто мораме да се приспособиме, со доволно едукација, доволно внимание посветено и од банките, и од нас, и од државата, институциите. Значи, секоја промена е можеби потешка, меѓутоа е остварлива. Колку ние како општество сме подготвени за безготовинско плаќање? Па искрено, одиме натаму, меѓутоа имаме се уште многу што да направиме.
трендот на користење на платежни картички и други инструменти за електронски плаќања дефинитивно е во многу голем подем и во многу голем раст. Повторно ќе ја спомнам ковид пандемијата. Меѓутоа кешот се уште е ајде да речам, не е доминантен, меѓутоа многу користено средство за користење и за трговија, за плаќање и за купување. Тоа е од една страна од страна на корисниците, од страна на пример на трговците или давателите на услуги, можеби постои, да речеме, недоверба, недоволна информираност, недоволно знаење во тоа што се електронските канали за плаќање можат да им овозможат. И тука треба многу повеќе да се поработи и од страна на приватниот сектор, односно платежната индустрија, банкарскиот сектор, меѓутоа институционално, нели, кога гледаме дека светот оди кон безготовински плаќања, кога трендовите се одат натаму, сметам дека институционално треба да и можеме да направиме некои чекори, каде што, еве, например, ќе воведеме, ќе се донесе регулатива дека секаде ќе треба да може да се плаќа електронски. Како што може да се плаќа со кеш, да може да се плаќа електронски. Едноставно, сите инструменти за плаќање да бидат во некаква рамноправна позиција, а корисникот на крај да може да одлучи со кој инструмент ќе плати. Кога би се вовела таа регулатива? Ова е само чисто како идеја, веќе во земјите од регионот има донесена ваква регулатива и тука има некои разговори, меѓутоа ќе видиме, нема се уште никаква. Каде сме ние како држава во однос на таа разводна и трговија, во однос на европските земји, па и во регионот? Дали многу заостануваме? Па морам да признам дека во однос на земјите во регионот не ни оди лоша. Пак ја спомнам ковид пандемијата, тука навистина настана многу голем пресврт. Баш во тие месеци, ајде да речем во 2020 година, април, мај, јуни, бележавме дури 200% зголемување на бројот на трансакциите, енормно зголемување на бројот на трговци кои што беа вклучувани кои што го овозможува овој канал. Меѓутоа, доколку се споредуваме, ајде да речеме, со поразвиените земји, се уште сметам дека ни имаме простор за развој. Каде, да речем, назадуваме, во кои аспекти? Значи, бројот на трговци кои што активни трговци кои што го возможуваат овој канал. Потоа во довербата или недовербата на овој канал, информираност на корисниците. Морам да напоменам дека Касис управува со најголемиот систем за електронска трговија во регионот. На нашиот систем се вклучени повеќе од 1500 електронски продавници. Овозможуваме многу лесна интеграција за трговците преку API Directive, сите најнови модерни функционалности, светски трендови кои што ги имаме, плаќање во 1-2 чекори, refund трансакции, subscriptions или recurring payments, зачување на картичка, плаќање со линк. Сега моментално работиме на развој на плаќање со QR код и дигитален паричник. Што значи тоа? Автоматски ќе биде со скенирање на кодот? Со скенирање, да, овие плаќања со QR код се наменети повеќе за, да речеме, каде што за трговци кои што се и мобилни, каде што може би обемот на трансакции не е толку голем. Тука се смета дека инфраструктурата за да се постави овие плаќања е поевтина и тоа ни е, ајде да речем, драйвот, освен што е тренд, нели, тоа ни е интенцијата зашто сметаме дека и ова функционалност треба да воведеме. Споменавте недовербата кај граѓаните да купуваат онлайн. Сведоци сме на чести сајбер напади или злоупотреба. Како да се заштитат едноставно граѓаните од ова? Во делот на сајбер безбедноста може да разгледуваме два аспекти. Едниот аспект е во делот на системите, нели, системите каде купуваме, на кого ја даваме довербата и слично, и вториот аспект е самите граѓани. Ние како компанија и компаниите, нели, кои што работат во нашиот домен треба да исполнуваме строги стандарди, тоа се глобални стандарди, не се само локални. PCI стандардот е општо познат, други стандарди кои што се за информациона безбедност и заштита на податоци, значи 3D Secure во делот на онлайн плаќања и слично подлежиме годишно на постојани одити и проверки, дека безбедноста на високо ниво,
како се развива нели технологијата, така мора и безбедноста нормално да се засилува. Но постои една друга страна која што ја спомна во делот на корисниците, како ние се однесуваме во сајбер просторот и како се однесуваме нели кога одиме да купуваме, да вадиме пари и слично. Значи треба да видиме веќе знаете, повторно ќе го спомнам, како еволуира технологијата, така еволуираат и начините на измама, особено сега со развојот на вештачката интелигенција, измамите многу повеќе се свртуваат не кон системите кои што обезбедуваат плаќања, туку кон корисници во делот на фишинг. Знаеме колку е сега лесно и едноставно нели да се модифицира нечи глас, да се направи нечие видео и слично, значи треба да бидат корисниците свесни на кого ја даваат довербата, каде ќе купуваат, повторно ќе кажам, дали се тоа верифицирани трговци, еве конкретно во онлайн просторот на интернет. Како да проверат? Лесно се проверува тоа? Па има некои, да речеме, ознаки. Првата работа е дека било која понуда не постои нешто што е премногу добро и да биде вистинито. Значи прво во тоа треба, значи секогаш да бидат со една доза на резервираност кога ќе видат нешто што е многу да речеме добра понуда. На секоја веб страница, еве конкретно кај нас во Македонија, веќе Асоциацијата за електронска трговија го има оној беч на верификуван трговец при кој што тој поминува одреден, да речеме, одреден прашалник за проверки и одредени проверки, дали е тој сигурен за да може да се купува. Потоа нели логоата на картичните шеми, логоата на одредени, да речеме, безбедносни механизми и стандарди, HTTPS што е во самото URL на веб страницата горе што го гледаме во браузерот, е индикатор дека таа комуникација оди низ безбеден тунел, дека податоците не одат во чиста форма и така. А зошто некои бизниси се уште избегнуваат безготовинско плаќање? Па пак ќе кажам, мислам дека можеби е поради, знаете, тоа е микс од повеќе фактори, сигурна сум. Недоволна информираност, можеби како да кажам, обид да не се пријават некои од приходите, одредени провизии, иако провизиите значително се конкурентни кај нас на пазарот во однос на регионот. Меѓутоа, она што е битно, што треба да се нагласи за трговците кај овие онлайн канали, е дека тоа веќе не е само дополнителен канал, меѓутоа за некои трговци е и единствен канал. Освен тоа, тие на тој начин треба да знаат дека ќе допрат до многу повеќе клиенти, а и на тој начин преку онлайн просторот може да допрати до нови пазари. Многу поедноставно и многу полесно денес во ова време со оваа технологија. Дали плаќањето со токен или со картичка е посигурно? Токенизираните плаќања се понова, ајде да речеме, безбедносен механизам во картичните плаќања. Што значи токен за картичка? Тоа значи дека бројот на картичката со одреден сигурносен механизам и одредени криптографски механизми се заменува со, да речеме, некој друг број или алфанумеричка низа од карактери, при што во текот дури во самиот телефон, дури во било каде во системите и во текот додека ја правите трансакцијата, веќе не патува, ние така велиме, не патува чистиот број на картичка, туку патува тој токен. Тоа што значи дека доколку тој канал би бил компрометиран, доколку некој ви го украде телефонот и слично, потоа нема да може да се искористи. За разлика, например, од картичката, кога нели би со одредени параметри би можела да биде злоупотребена. Токенот е многу потешко, да речеме, скоро невозможно да биде злоупотребен. Имате ли представа како ќе изгледа плаќањето за 10 години? Верувам дека екосистемот уште повеќе ќе се збогати со дополнителни и инструменти за плаќање, и канали за плаќање, и начини на плаќање, како тоа ќе го правиме. Еве денес имаме картичка, дигитализирани дигитални новчаници, веќе QR кодови, линкови за плаќање, инстант плаќања. Верувам дека за 10 години од сега плаќањето ќе биде со помалку фрикција, односно кај клиентот ќе биде процес кој што ќе биде суптилен, односно нема да биде толку видлив, нема да треба толку голема интеракција, него ќе биде во рамки поедноставен, и ќе биде во рамки на некоја друга операција која што клиентот ја прави.
Тоа е нели и идејата, всушност да биде корисничкото искуство и процесот на плаќање да не биде на тежина, да не се чувствуваме некогаш исплашени, нели кога плаќаме и при тоа нели постојано да знаеме и дека безбедноста е на високо ниво, дека податоците нема да ни бидат злоупотребени, а нели целта да ни биде задоволена. Дали банките полека стануваат технолошки компании? Да, да, меѓутоа тие се уште функционираат, нели и треба да функционираат како финансиски институции, банки, строго регулирани и доверливи, меѓутоа самиот развој на технологијата нели ги тера да размислуваат нели како технолошки компании. Затоа веќе е се да речеме потипично да тие соработуваат со технолошки партнери, процесори како нас. Тоа е нашата улога всушност. Ние сме еден вид на провајдер на техника и технологија за банките, со тоа што со развој на нашите услуги на банките им овозможуваме да тие, јас често знам да кажам, да се занимаваат со својот кор бизнис, да креираат нови бизнис модели, нови услуги за своите клиенти, а тоа да им биде да може да ги пласираат многу побрзо на пазарот, нели имајќи во предвид ако има технолошки партнер позади себе кој што е спремен и кој што им ќе нели даде готови функционалности, тие многу побрзо и поефикасно ќе можат да ја вршат својата работа. Моето последно прашање до вас, Филомена, е вашата компанија, односно КСС дели од ГЕА. Што правите? Кои чекори ќе ги преземите за да се намали таа родов јаз во платите помеѓу мажи и жени? Ние сме дел од ГЕА од самиот почеток, бевме едни од првите поддржувачи на оваа платформа, која што и тогаш и се уште сметаме дека е неопходна да екзистира и постои на пазарот. Ние сме примерна компанија каде што највисокото раководство и во управниот и во надзорниот одбор е мнозинство од жени. Јас доаѓам од родово балансирана околина. Кај нас политиките за еднаков придонес, еднакви можности, создавање на околина каде што сите ќе бидат еднакво мотивирани, за да го даваат најдобрите резултати од себе, да го реализираат својот потенцијал кој што го носат, без разлика дали се мажи и жени. Значи се трудиме тоа да го правиме со политики внатре во компанијата и секако тоа да биде визибилно кон надвор, кон екосистемот и кон државата. Бидејќи нашата компанија е технолошка компанија, каде што голем дел од колегите се доаѓаат од IT светот, се инженери, програмири и слично, и функционираме во финтек секторот, особена поддршка даваме на жените кои што сакаат да се насочат во оваа област, во STEM технологиите, нели, за да може да се развиваат понатаму. Ви благодарам, Филомена, на интервјуто и ви посакувам уште многу успех. Благодарам на вас.